Почитувани, додека пациентите мака мачат да соберат од донации при Фонд за здравствено осигурување, јавноста сведочи за скандалот Рекет 2. Директорот Ден Дончев, заедно со министерот Венко Филипче, рекетираат компании, спречуваат инвестиции во здравството и киднапираат домашни фирми. Рекет 2 се одвива со веројатно минување од Зоран Заев и државната мафија, каде што за случајот алармирале и од дипломатскиот кор во Македонија. Почитувани, државната мафија, рекетарскиот октопод на власт, мисли дека ако Ден Дончев излегол на прес, дека скандалот Рекет 2 е завршен. За Рекет 2 има кривична пријава, а Ден Дончев и Венко Филипче се уште се на позициите од кои што можат да влијаат врз докази, документи и сведоци. При тоа огромна е веројатноста делото да се повторува и сега. Рекетот да продолжува врз друга компанија, можноста ова злосторничко здружување и натаму да делува, да течат рекет, транши и во моменти додека го држиме овој прес. Ден Дончев и Венко Филипче мора да бидат отстранети од нивните функции во име на вистинска истрага за случајот Рекет 2. Ден Дончев и Венко Филипче мора да одговорат пред истрагата за Рекет 2 и тоа да биде јавно објавено. Дали зад намерата во Рекет 2 на Ден Дончев и Венко Филипче да се сопре продажба стои изнуда на пари и месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Дали во Рекет 2 Дончев комуницирал или на било кој начин бил во контакт со Зоран Милевски Кичеец? Дали преку него во Рекет 2 е вршен притисок приватна, успешна компанија да биде продадена на лице по волја и избор на Ден Дончев? Дали и за тоа мотивот се месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Зошто во Рекет 2, ако имало криминал, фондот зад мене продолжил со соработка со компанијата за која се сомнева дека имало криминал? Кој е благајникот со брада во Струмичко? Дали во Рекет 2 е злоупотребена и вмешана управата за финансиско разузнавање? Дали заради истрагата за наводен криминал и смрзнувањето на капиталот на приватен бизнисмен во Рекет 2 не стои рекетирање и зошто нема никакви резултати од таа истрага и по цела година дена? Дали Зоран Заев бил запознаен со притисокот врз приватниот бизнисмен и доколку е запознаен, зошто истиот не го пријавил кај Русковска 2, односно индиректно не го аминувал? Дали македонското МНР и Никола Димитров биле запознаени за Рекет 2 од странски дипломат и во тој случај зошто ниту Никола Димитров не го пријавил Рекет 2 кај Русковска? Почитувани, се додека Ден Дончев директорува со фондот, одговори на овие прашања ке нема, се додека Ден Дончев е начело на институцијата зад мене, ќе биде попречувана професионална истрага, се додека Ден Дончев е внатре, има можност Рекет 2 да тече и врз други компании сега во моментов. Се до тогаш нема да се открие имало ли изнуда на пари, месечни транши и пат до Струмица кај благајникот со брада. Почитувани, ова е голема афера за која што сделката е видлива, намерата е предвидлива, злоупотребата на институциите е јасна. Ова е афера која што е уште еден доказ, случај за рекетарско здружување во власта. И благодарам.